Здраво, другарчиња! Минатата седмица беше мощно раздвижена и полна со активности за нашите најмали другарчиња. Цртаа, учеа, се дружеа на отворено. Па така, прводелниците од основното училиште Видој Подгорец и библиотеката Благој Јанков Мучето низ креативна работилница го обележаа Денот на Европа. Ево како помина настанот. Госпоѓа Гошева раздвижено е денеска пред библиотеката Благој Јанков Мучето. Во каков настан станува збор, што се организира денеска и патем кои се активностите на библиотеката во овој период? Не зборуваме денеска за библиотеката, денеска зборуваме за EU Info точката, која е дел од нашата институција. Од 2007 година во нашата институција, покрај работите што ги работиме како библиотекари, го добивме тоа можноста EU Info точката да се наоѓа во нашите простори. Имаме прекрасна соработка. Во нашата библиотека доаѓа многу министри, многу амбасадори на Европската Унија. Во времето пред пандемијата сето тоа го организиравме на подруг начин. Го користевме просторот на Арама во Струмица и таму правевме еден голем настан со ученици од основни, средни училишта, музичко училиште, балетски групи. Значи 9 мај се празнува во нашиот град. Оваа година, од причина што пандемијата не ни ги дава тие можности, се одлучивме денеска една едукативна работилница пред библиотеката да покажеме дека 9 мај значи за нас дека се надеваме на членка на Европската Унија и за тоа ги повикавме учениците од основното училиште Видој Подгорец, кои денеска дојдоа, соработуваат со нас и прекрасно е дружбата помеѓу тоа што они го работат на часовите благодарение на успешноста и на нивната учителка.
Денеска во 12:30 во основното училиште Сандо Масев исток имаме настан, поради тоа што во сите училишта основни што се во Струмица има и втори јазик. Во основното училиште Сандо Масев се изучува италијанскиот јазик, така да наша вработена која е исто професор по италијански јазик и професорката во училиштето Сандо Масев која е професор по италијански јазик ќе говорат нешто повеќе за Европската унија. Јас се надевам дека со овие збиднувања во нашиот град даваме можност на Европската унија, меѓутоа за возврат се надевам дека и нашата Република Северна Македонија ќе биде член, дел од Европската унија. Добро, наставничке, денеска вашиот клас, вашето одделение пред библиотеката имате настан. За што станува збор, што прават дечињата? Ова представува една едукативна работилница, активност започната во училиштето, ова да го наречеме како завршен настан, во кој искористивме се што знаеме, но и нешто ново да научиме. Значи, представува интеракција и од повеќе наставни предмети. Значи, го искористивме знаењето на печатните букви, 2D формите, боите и на сето тоа една креативност детска. Целта на оваа работилница е да децата да се запознаат со основните символи на Европската унија и на еден детски креативен начин. Имате можност и вие да погледнете како тие тоа го изразија секако и пораката дека сите сакаме да живееме среќно, да живееме во мир и во благосостојба. Имаме Што е ова? имаме веленски клjuč, имаме звезди, имаме смајлиња, пеперутки, деца, кучиња, звезди и тоа. На радоста. Песната на Европската унија? Да. Колку деца го работите овој камер? 4. Каква се вика числата? Стефанија. Како работите тоа? Ние работиме у важната каста, имаме 12 звезди. Важното е това. Што представува вашиот цртеж? Важна и тие линиите како звезди да се. Мислам, не тие линиите като цвекина, а звездите като тај цветушо. Да. И беше ли интересно? Како го правевте? Убаво. Убаво? Да, ајде. Од тука така почна. И после ги ставивме звездите. Звездите ги... А како ги правевте звездите? Имавте печат? Да, со компир. Со компир направивте печат од компир? Да. Да. Ставивте боја? И направивте отпечаток врз хартијата? Браво. Браво, дечиња. Тука са така, ако си от тука е така.
линиите. Што имаме овде? Овде Имаме Денот на Европа. Кога е Денот на Европа? на 9 мај. на 9 мај Знаеме ли колку земји има во Европската унија? Колку членки има? 27. 27, браво. И беше ли тешко да го нацртате овој цртеж? Не, Уживавте? да, Како се викаш? Софија. Софија. Беше ли тешко? Како го цртавте? Кои учествувавте? Лесно го цртам. Беше лесно? Да. Убаво ли беше да се работи денес тука пред библиотека? Што цртавте? Броју 9 и звездите ги леповме со лепак. Браво! Како се викаш сонце? Милан. Милан, браво. А ти Милан Злата? Георгиевски. Ана. Милан Георгиевски, браво. А ти? Ана. Ќе ни кажете ли што правевте? Печатавме. Печатевте со вашите дланки Да. и како тоа изгледаше? Земате боја, Раците ги набојавме со темперни бојци и слякнавме на листот. и веднаш на листот притиснавте и излегува сите рачиња ли ги се обидовте со сите рачиња? Да. Браво! Кои се во вашата група? Кои правевте? Јас, Ана, Кирил и Јована. Браво, дечиња! Убаво ли беше Јована? Да. Да, интересно беше? Да. Што знаеме за Европската унија? Колку членки има? 27. Браво. А кога е Денот на Европа? На 9 мај. 9 мај. Добра. Ти, Кирил, што знаеш за Европа? Еми, такова. Како? Беше ли интересно? Што правевте? Печатуваме на лист со раците и компиро со звезда. И компирот со звезда, тоа беше печат. Знамето на Европа. Добро. И како го направивте? Го направиме со круг со 12 звезди. Браво, браво. И беше тешко? Не. Не. Што им правевте на звездите? Ги лепавме со лепак. Добро, добро. Беше ли интересно? Ви требаше ли многу време? Не. И како се подготвивте? Имавте син камер Да. и потоа земавте звезди, Да. Имаме кругове, каде да лепиме. а имавте бележано како треба за да може да излезе круг. Што правевте? Ја бојахме букви. Еве го моите буква А. Ана. А ти знаеш што правиш? Го бојав буквата З, Браво. а јас го бојав буквата Л и буквата А. И јас ги бојав буквата Н и буквата Т. Браво. А ова знаме? Вие го направивте? Да, со лепак го лепахме на звездите и тука на точките. Имаше и ни точки и тука на точките залепиме. Да. И беше ли тешко? Не, лесно Уживавте беше. ли денес? Да, Беше убаво? да, Отворено? да, Сакате пак? да. Цртање во природа имаше во големиот градски парк пред домот на Арама. Учениците од основното училиште Сандо Масев, заедно со домот за деца и млади Благој Мучето, има прекрасен пролетен настан.
Со цртање во природа на штафелај, децата од трето оделение од основното училиште Сандо Масев од Струмица со цртежи ги одбележаа пролетните денови. Овој настан се одржува традиционално секоја година во соработка со Домот за деца и млади Благо Јанков Мучето. Денеска имаме настан, соработка со децата од трето Г одделение од основното училиште Сандо Масев под раководство на нивната учителка Совче Калајџиева, а овој настан го организираме ние, Домот за деца и млади Благо и Мучето. Овој настан не се одвива прв пат денеска, тоа е настан кој што се одвива традиционално секоја година по повод доаѓањето на пролетта. Значи ние стандардно се трудиме да ги одбележиме одредени настани, одредени убави настани кои што се и секојдневие и даваат убавина и го разубавуваат секојдневието. Но оваа година од оправдани услови ради пандемијата, една причина, друга причина што пролетта некако дојде измешано и не беше временските услови не беа баш погодни, па затоа искористивме и решивме сега кога времето е погодно и убаво за цртање, да цртаме на отворено. Бидејќи овој настан е точно и така насловен, цртање на отворено, кој што такви настани во нашата програма имаме неколку. Досега ваквите настани биле организирани само со децата од 6 до 9 оделение, додека веќе се вклучени сите кои имаат настава со физичко присуство, вели директорката на Домот за деца и млади Благо Јанков Мучето. И уште една измена имаме оваа година. Досега работевме стандардно со поголеми ученици од 6 до 9 одделение, со децата претежно кои што членуваат во ликовните секции кои што се дел од сите основни општински училишта, но решивме да правиме промени, како што реши пандемијата, короната да прави промени со нас, ние решивме да правиме промени и ние да се прилагодуваме на неа, за да можеме да работиме, да бидеме општествено корисни и за да може децата да бидат активни. Сега веќе ги уклучуваме сите деца кои што имаат физичко присуство, имаат физичка настава. Протоколите кои што ги дава здравствената организација, секогаш водиме сметка за тоа. Во моментот е извадена мојата маска додека зборувам, меѓутоа децата кои што цртаат носат маски, исто така како што носат и за време на наставата, се оддалечени еден од друг и мислам дека ќе биде задоволството од денешниот настан обострано, бидејќи ќе имаат можност да работат како малтене прави уметници, бидејќи работат на хамер поставен на штафелај и работат со бои кои што се нешто приближно на акрилните бои, тоа е сув пастел, кој што е навистина добра боја за работа, практична и сега нивните мали раце ќе го насликаат она што тие го перципираат како пролет. Директорката Мазгаловска Вучетик вели дека настанот, иако се одржал на отворено, сепак ги почитувале сите протоколи како што се дистанца меѓу учениците и носење заштитна маска. Воедно, денешниот настан цртање на отворено е дел од програмата со кој градот Струмица конкурираше за град на културата.
А по повод патрониот празник на училиштето Санто Масев, ово училиште ја промовираше и својата химна. Ево го прекрасното видео. Моje училиште многу те сакам. Толку за оваа седмица. Се гледаме следните со нови содржини. Довидување.